почитувани представници на медиумите, денеска сме овде на клиниката за гинекологија и акушерство за убава работа. Да обзнаниме пред граѓаните и јавноста на Република Македонија дека најавените инкубатори, донации од владата се доставени на клиниката за гинекологија и акушерство и може да се стават во употреба. На оделението за интензивна нега на клиниката за гинекологија и акушерство пристигнати се вкупно 16 инкубатори со сите составни делови, кои веќе од денеска може да се користат. Веруваме дека со оваа донација ќе придонесеме кон зголемувањето на квалитетот на грижата на предвреме родените новороденчиња. Во другите клиники низ Република Македонија ќе бидат доставени уште плюс 10 инкубатори, и тоа во општите болници во Штип, Тетово, Струга, Прилеп, Охрид, Куманово, Битола, Гостивар и Струмица, како и на специјалната болница за гинекологија и акушерство Чаир во Скопје. Наша најголема заложба и обврска како влада на Република Македонија и како одговорни граѓани е да се грижиме за најмалите уште од првиот момент после нивното раѓање, бидејќи се работи за самиот почеток на животот на идните генерации како најважна и највисока човекова вредност. Грижата за новороденчињата е и ќе продолжи да биде еден од врвните приоритети на владата на Република Македонија и суштинска вредност во нашето работење. Македонија е земја со многу висока смртност на новороденчињата. Ако во минатото не се посветуваше доволно внимание на овој проблем, денеска е користам приликата да ги повикам сите општествени чинители, политички субјекти, институции, општествено одговорни компании, граѓански организации, граѓани, заедно да работиме, да се бориме со овој горлив проблем, за да ја промениме оваа состојба и да преземеме акции за заштита на здравјето и животите на граѓаните. Горчината во душата што ја чувствуваме кога ќе ослушнеме процентот на смртноста на бебињата, крајно време е да ја отстраниме од нашите души. Ваквите донации се пример дека можеме заедно и државата и приватниот сектор да придонесеме кон решавање и на најгорчливите проблеми што ги мачат граѓаните. Се радувам што во нашата земја постојат позитивни примери, како што е денешниот со Скопска пивара, каде што можеме да видиме како општествено одговорна компанија дава директна помош за унапредување на условите во оделението за интензивна нега, каде што мајките ќе се згрижат откако ќе ги донесат своите новороденчиња на свет. Очекувам дека оваа позитивна пракса ќе продолжи, а ние како влада со одговорни политички и сопствени примери ќе поттикнуваме и мотивираме бројот на општествено одговорни компании во земјата, како и граѓани, да продолжи. Благодарам. Почитувам премиер во владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитувам директор на Универзитетската клиника, асистент доктор Викторија Јовановска, представници од Министерството за здравство, медицински работници, пријатели и партнери. Дозволете ми во името на 371 вработен на Пивара Скопје да го изразам моето задоволство што сме овдека заедно и што можеме да ви го честитаме и големиот јубилеј 70 години од основањето на Универзитетската клиника. Во таа прилика, како и во пресрет на 17 ноември, меѓународниот ден за превремено родени дечиња, Пивара Скопје одлучи целосно да го обнови оделението за перинатална интензивна нега. И во таа прилика, нашата донација се состои од најсовремени болнички кревети, опрема и медицинска опрема и мебел. И воедно сакам да искажам дека Пивара Скопје, како дел од системите на Кока-Кола и Хајникен, цврсто стои на своето верување дека како бизнис партнер ќе биде партнер и на Министерството и на клиниката, и во оваа прилика наш императив ќе биде да ја продолжиме таа соработка и можам да ви најавам дека ќе имаме уште еден проект каде што полесно ќе им помогнеме и да се надминат здравствената заштита и помош на мајките и на дечињата, за да полесно ги надминат првите предизвици во животот. Голема благодарност до менаџерскиот тим и голема благодарност до медицинскиот персонал, кој вдека секојдневно ги води битките и не прави сите да се осеќаме како подобри луѓе. Ви благодарам. Местото, улогата и значењето на нашата клиника е големо во здравствениот систем на Република Македонија и затоа треба да ги следиме сите светски трендови, да подобруваме и терапијата и можностите на пациентите, нивниот третман при престојот на нашата клиника
и затоа го користам овој момент да им одадам благодарност од името на целиот персонал и од мое лично име, од името на пациентите, на Пивара Скопје и на премиерот и владата на Република Македонија. Колку инкубатори има сега во моментот на интензивна? Во моментот имаме 16 инкубатори на интензивна нега. Дали е доволно заменети се старите или пак се уште недостасуваат нови инкубатори или просторот е проблем? Па, видете вака, јас ви кажав дека просторот ќе остане како горлив проблем, бидејќи ние тука згрижуваме редовно по околу 50 дечиња, а местото е за околу 25 деца. Значи персоналот е за толку, меѓутоа благодарение на разбирањето од владата и од премиерот на Република Македонија веќе се припрема начин како да се растерети клиниката со овој транспорт бек и со инкубаторите кои што ги набавија и за другите центри, ние ќе можеме да се растеретиме, односно дечињата кои што се извлечени ќе се препраќаат назад кон матичните центри и ние ќе можеме тука да згрижуваме повеќе дечиња.